Желбата на локалниот шериф Били да стане дел од големата четворка изгледа ни повториот обид нема да успее. Впечаток е дека со поведението предизвикува за него да се креира слика која никој не би сакал да ја шерува на својот профил. Со неговата појава на таа лидерска средба со возилото од над 150.000 евра и со таблиците гангстерски, јас со таков човек не влада да делам, јас седиште во автобус искрено не би сакал да делам. Сепак тој се уште има едно од гарантираните места во владиниот автобус, но гори од желба, тој да одредува или поточно да најавува кои ќе бидат патниците кои ќе останат, а кои ќе се симнат на првата постојка. Veçma është e njohur botërisht, publikisht që një nga ministrat I cili do të rikonstruohet në rikonstruimin e qeverisë, do të jetë edhe ministri I drejtësisë. Не дека таквите муабити не се шират и дека е известно кој активно партиципира во креирањето на таа перцепција. Но сепак изгледа дека повиканите не му простуваат на таа јавна индискреција, па следуваат врели политички шлаканици. Кој ќе биде биелка сами премиер, тогаш веројатно он ќе кажува кој ќе биде министер, а кој не. Јас сум мандатар на владата и јас се составам од владата. Ако некој тоа го заборавил, еве да го потсетам. Пораката веројатно е примена, но станува јасно дека муабетот е сети се снао, бидејќи таргетот намерно е погрешен, оти не е знам, ами се знае кој е вистинскиот пик за чие портфолио темата се држи отворена. A e keni në kontroll këtë ministër zotëri Kasami, sepse shpeshherë ka zëra jo zyrtar që zotëri Limani nuk pyet fare. Ka pasur shqetësime nga shumë anëtarë të lëvizjes Vesa për komunikimin, do kisha thënë eventual të zotëri Limanit. Но изгледа дека проблемот во комуникацијата не е со Кичевскиот, туку со Тетовскиот тага, па следува двоен нокдаун, од кој се очекува наместо на главната маса некој да го заземе слободното место во политичкиот ќош. Ras se Limani ne shohin si individ, Limani nuk është individ, po mund të jetë nesër 15 deputet. Јас сум задоволен со работењето на господинот Фатмир Лимани. И на крајот, кога иако со огромна и впечатлива доза на апологија се аплицира сознанието за вистинскиот сооднос на силите. Премиерот Христијан Мицковски е еден од премиерите што станува многу рано, сабале. И додека станува у 6:30, додека комуницира со неговите соработници, пие кафе. Вакви политичари, како него и ред други, ги јаде во време пиејќи кафе како кекси. Метнувањето на бисквитите во анализата може би не е важно во тој контекст, но неумоливо подсетува на една изборна вербална препирка. Имајќи ја во вид атмосферата, да не се случи баш тие, во некоја перспектива, да решат сами да се го делат колачата.